Во новото издание на DigiPlus, Мета и Oakley ја представуваат најновата технолошка иновација паметни очила. Дали сте подготвени да ја гледате и нината одблиску? Кина представи нанодрон со големина на комарец. Американската компанија Amazon се подготвува за масовно производство на роботакси. Ве водиме на македонската промоција на Nintendo Switch и многу повеќе. Гледајте не до самиот крај. Време за Диги вести. Добро дојдовте во новото издание на DigiPlus. Ајде заедно да видиме што беше најинтересно и највпечатливо во дигиталниот свет. Почнуваме со информацијата од Microsoft. Иако Microsoft планираше официјално да заврши поддршката за Windows 10 на 14 октомври 2025 година, сега попушти и најави две бесплатни алтернативи кои ќе има возможност на корисниците да продолжат да го користат системот за добивање безбедно ажурирање без дополнителни трошкови. Покрај веќе познатата опција за плаќање $30 за проширување на безбедносните ажурирања, корисниците сега ги имаат и следниве бесплатни можности. Па внимавајте. Првата е користење на 1000 поени за размена, а втората е користење на функцијата Windows Backup за синхронизација на личните податоци со клаудот. Иначе Microsoft најавува дека од јули постепено ќе вметнува водичи за регистрација во Windows 10, а од август ќе биде достапен за сите. Важно е да се напомене дека Microsoft веќе најави дека Microsoft 365 апликацијата за Windows 10 ќе добиваат и безбедносни ажурирања. Експертите сметаат дека Microsoft одлучил да попушти бидејќи Windows 10 се уште го користат повеќе од половина од корисниците ширум светот, што значи дека преминот на новиот систем се уште не е широко прифатен. Одиме на друга тема. Мета и Oakley ја представуваат најновата технолошка иновација Oakley Meta XCTN, паметни очила со мокна камера, супер издржлива батерија и дизајн што го менува начинот на кој гледаме, снимаме и живееме. Спорт, стил, технологија, сето тоа на само еден пар очила. Evolution takes centuries. We don't have that kind of patience. Hey Meta, how strong is the wind today? The wind is blowing 12 miles per hour from the northwest. Yeah, I got that. Hey Meta, take a video. Hey Meta, play my hooping playlist. Hey Meta, who is the fastest football player? Kylian Mbappe. This is going to change everything. Во време кога границите меѓу технологијата, модата и спортот стануваат се понејасни, два гиганта се здружуваат за да ни понудат нешто сосема ново. Мета, технолошкиот пионер за новата ера на проширена реалност, и Oakley, еден од најпрепознатливите брендови за спортска и активна опрема, заеднички ја лансираат Oakley Meta XCTN паметни очила од ограничена серија што не само што изгледаат футуристички, туку и функционираат како продолжение на вашиот дигитален свет. Ова не се обични очила. Ова е компјутер со стил. Со почетна цена од $499, Oakley Meta ќе биде достапни за преднарачка почнувајќи од 11 јули, а веќе подоцна летова на пазарот ќе пристигнат и други модели од оваа иновативна серија, со цени кои стартуваат од $399. Но што ги прави овие очила толку посебни? Прво, дизајнирани се специјално за спортски авантуристи и активни луѓе, кои не се задоволуваат со просечно. Очилата имаат сертифицирана отпорност на вода, што значи дека можат лесно да се справат со дожд, пот и секојдневна изложеност на влага, без страф, без прекини, без ограничувања. Второ, батеријата. Дупло подолга издржливост во споредба со веќе познатиот модел Ray-Ban Meta. Повеќе време за слушање музика, правење повици, снимање видеа и интеракција со вашиот дигитален асистент.
сето тоа без често полнење. И трето, и можеби најимпресивно, вградена камера сега снима 3K резолуција. Тоа значи кристално чисти видеа од вашето лично гледиште. Било да возите велосипед низ планина, трчате наутро низ урбани улици или едноставно снимате моменти со пријателите. Вашата перспектива сега станува документ од еднината. Очилата доаѓаат и со вградени звучници, микрофони и паметни контроли, кои овозможуваат повици, команди, музика и асистентска функционалност, директно преку стаклата. Но, Oakley Meta не се само технологија, тие се и моден израз. Со дизајн инспириран од урбана култура и спортска елеганција, овие очила лесно се вклопуваат и во теретана, и на улица, и на стаза, и на модна писта. А ако се прашувате зошто баш сега, одговорот е едноставен. Иднината веќе пристигна, а таа не чека. Со напредокот на вештачката интелигенција, паметната опрема и носливата технологија, се повеќе луѓе бараат уреди што ќе бидат функционални, паметни и стилски во исто време. Во светот каде што дигиталното и реалното се спојуваат, Oakley Meta е чекор напред. Преку нив гледате, но и комуницирате, снимате, учествувате. Вие не сте само корисник, вие сте дел од новата технолошка ера. Подгответе се да ја носите иднината на очи. А Кина повторно ги поместува границите на војната технологија. Националниот универзитет за обрамбени технологии представи нанодрон со големина на комарец. Миниатурен, невидлив и создаден за извиднички и борбени мисии, како на филм. Дознете како оваа иновација го менува обликот на модерната војна и кои нови уреди кинески инженери планираат да ги воведат во следните години. Кинескиот национален универзитет за одбрамбени технологии го представи своето најново достигнување во областа на војната роботика. Нанодрон со големина на комарец, дизајниран за извиднички и борбени мисии. Со диаметар од 1,3 см, овој летечки уред е еден од најмалите на светот. Речиси невидлив за голо око. Со тоа Кина уште еднаш ја потврдува својата водечка позиција во развојот на роботика и автономни технологии во воена примена. Дронот, кој изгледа како зрнограшок со 2 крила и 3 тенки краци, беше презентиран на државната телевизија. Во кадрот, студент од универзитетот го држаше дронот меѓу 2 прста и објасни: миниатурни бионички роботи како овој се исклучително погодни за извидување и специјални операции на бојното поле. Иако се работи за воен истражувачки проект, експертите предупредуваат дека ваквите технологии имаат огромен потенцијал и во цивилни сфери. Од медицинска диагностика и еколошко следење до реакции во катастрофи и спасувачки операции. Кинеските медиуми истовремено презентираа и други иновативни уреди, вклучувајќи 4-крилен дрон што се управува преку мобилен телефон и дрон што се лансира од хаубичка граната калибар 155 мм со дејство на растојание поголемо од 10 км. Иако технички детали во автономијата, батеријата и цената на производството се уште не се објаснети, јасно е дека Кина брзо го фаќа чекорот со водечките западни производители. За споредба американскиот Teledyne Black Hornet 4, кој има време на летање од 30 минути и 3 вградени камери, сепак е значително поголем од новиот кинески прототип. Истото важи и за Vantage Robotics Trace, ниту еден од досегашните модели не се доближува до микроскопските димензии на кинескиот уред. Подсетување, во ноември 2024 Кина представи и дрон Мајчин Брод, тежок 11 тони, способен да транспортира 100 дронови на растојание над 6400 км. Неговото оперативно воведување се очекува до крајот на овој месец. Ако овој временски распоред се земе како репер, првите нанодронови може да влезат во активна употреба во кинеската војна веќе во 2026. А американскиот технолошки гигант Амазон влегува во трката за автономни возила. Со новата фабрика близу Силиконската долина, Амазон планира да произведува по 10.000 самоуправувачки роботакси годишно. Дознете како компанијата Zoox ќе го промени пазарот и како се одвива битката со веќе познатите играчи Waymo и Tesla.
Американскиот технолошки гигант Амазон се подготвува за идното производство на 10.000 самоуправувачки роботакси возила годишно. Огромната фабрика со површина од 20.440 квадратни метри се наоѓа близу Силиконската долина во САД и ја отвара вратата за нова фаза во напорите на Амазон да се приближи на пазарот на автономни возила. Со ова, Амазон влегува во жестока конкуренција со веќе утврдениот лидер на пазарот, компанијата Waymo, како и со Илон Маск и неговата Тесла, кои исто така се борат да доминираат во трката за автономна мобилност. Амазон ја најави својата посветеност кон оваа технологија пред 5 години, кога инвестираше 1,2 милиарди долари во компанијата за автономно возење наречена Zoox. Истовремено името на новото роботакси кое компанијата го развива. Според плановите, брендот Zoox треба да започне со превоз на патници во Лас Вегас, Невада до крајот на оваа година, а наскоро потоа и во Сан Франциско. Компанијата Waymo, која беше лансирана како таен проект на Google, започна со работа како сервис за роботакси во Феникс, Аризона, пред речиси 5 години. Потоа услугата се прошири во Калифорнија, во Сан Франциско, Лос Анџелес, а наскоро и во Остин, Тексас. Waymo тврди дека досега имаат спроведено над 10 милиони платени возења со своите самоуправувачки возила. Пред рекламите време е за иновативниот микс и најновите видеа на социјалните мрежи кои ги издвојува за вас тимот од digitv.mk. А по рекламите заедно ќе видиме како помина македонската промоција на новиот Nintendo Switch.看两位一开始什么策略？AI 测算师已经倒地，5秒不到起来，这起来的姿势实在是太……看看钻机小将回应，哇塞，这种站住了，获得3分。对，而且看他那个AI 测算师直接把钻机小将击倒，又起来了。这回又打中了硬肋啊！现在咱还真不能说软肋。哎呀！1, 2, 3，加油 4, 5，嚯，这边已经变成格斗了，这不是纯的拳击了。接下来准备逻辑起来，对，比赛结束。哇，KO。
Еве назад по рекламите во Gaming минутите, каде што ве водиме на официјалната македонска промоција на новиот Nintendo Switch во премиум салонот на Анкоч. Како се забавува фановите на Nintendo и како помина целата дружба? Гледаме сега. Здраво, дечки. Јас сум Стефан од Пагода и денеска се наоѓам во салонот на Анкоч Премиум по повод настанот, односно турнирот во Mario Kart World, кој е за Nintendo Switch 2. Денеска тука се собравме сите фанови на Nintendo да ја испробаме, да истестираме новата Nintendo Switch 2 конзола и да изиграме еден турнир во Mario Kart. Значи, за луѓето што си имаат пријавена на турнир, имаме 16 играчи кои ќе ги одмерат силите на едната Nintendo Switch конзола, а за сите други кои сакаат само да ја пробат новата конзола, имаме втор Switch, каде што слободно ќе може да испробаат Mario Kart World. Како голем фан на Nintendo, ве поканувам сите да ја испробате новата конзола, ја имате и во продажба во Анкоч, во сите салони. Моје лично искуство, до сега барем, за колку што можев да поиграм на неа, одлична конзола, сите знаете, подобрена, нели појака од Nintendo Switch единица, поголем екран, подобар билд, многу поквалитетно изработена конзола. Отом потом како ќе излегуваат игрите, нели ќе можеме да ги испробаме, да ги тестираме. Компатибилни се Nintendo Switch игрите за Nintendo Switch 2, така да до сега ако сте имале Nintendo Switch единица, слободно со виртуелни кертриџи, технички така се нарекуваат виртуелни кертриџи, може слободно да си ги симнете со својот акаунт сите игри што ги имате на Nintendo Switch Kids, директно може да ги даунлодирате од сторот преку виртуелни кертриџи. Настанот организиран од Анкоч во соработка со нас Пагода и со Комиксмак. Како што кажа мојот пријател и колега од Пагода Стефан, денеска се одржа турнир во Mario Kart World, најновата игра за Nintendo Switch 2, односно Nintendo Switch 2 е најновата конзола на Nintendo. Беше преинтересно, преинтензивно до самиот крај, трките беа неизвестни, сите се забавувавме, дојде Супер Марио, не дружеше, така што беше прекрасно. Исто така луѓе кои што ја немаат пробано оваа нова конзола, за прв пат имаа шанса да ја пробаат и да искусат тука во Анкоч. Nintendo повторно докажува дека конзолата е наменета за сите генерации, бидејќи е рачна конзола која што може да се држи во раце, нели да се игра буквално од кревет, од кауч, од било каде, во седечка позиција, во лежечка, а исто така може да се стави на станица покрај телевизорот и заедно со вашите пријатели, вашата фамилија да играте на голем телевизор, на екрани, да се забавувате. Така што игрите кои што излегоа, кои што дебютираа за нова конзола, покрај Mario Kart World, која што е ексклузивна на Nintendo, дебютира и многу други познати игри. Едно од нив е Cyberpunk 2077, која што е AAA наслов, кој што е еден од најдобрите, еден од како да кажам, побаруваните наслови во гейминг светот, така што таа голема игра може да се игра и на толку мала конзола рачна. Nintendo и понатаму ќе вадат многу third party игри како ова, како Hogwarts Legacy, меѓутоа ќе вадат и многу добро познати игри како што се ексклузивните Nintendo наслови, новата Donkey Kong, Супер Марио и игрите по кои што се препознатливи. За љубителите на Nintendo конзолата и игрите, дефинитивно ова е убав период. А верувам дека уживавте и во изминатите минути со новото издание на Digi+. Доколку нешто пропуштивте, нормално достапни кога и да посакате на нашиот YouTube канал digitv.mk. Исто така и на нашата веб страница, а можете да не најдете и на сите социјални мрежи. Ке не најдете на Телма следната недела во 13 во нова премиера. Имајте го остаток од денот. Чао!